Македонски Брод наскоро ќе добие дневен центар за деца со посебни потреби. Општината е на прво место во Македонија по глава на жител според бројот на згрижувачки семејства, каде најголем дел од тие деца се со посебни потреби. Отворањето на овој дневен центар ќе има огромна улога за помош на овие семејства, но и ќе биде место каде што децата од страна на стручни лица ќе бидат учени на основните животни вештини. Центарот ќе има капацитет да прими 24 лица распоредени во 2 смени. Овај проект е произлезен директно од нашите граѓани, затоа што нашата општина по глава на жител има најголем број на згрижувачки семејства, особено на дечина со посебни потреби, покрај што определен број на дечина што се со процесот на инклузија се во редовниот процес на образование. Другиот дел на дечина кој не може да ги користат тие услуги е неминовна потребата од дневен центар во градскиот дел, односно во општина Македонски Брод. Можеме да се пофалиме дека имаме искуство во овај дел, затоа што дневен центар имаме во селото Манастирец, сега е неминовна потребата од дневен центар во градскиот дел, затоа што бројот на дечина згрижени во згрижувачки семејства е доста голем. Според планот, во центарот треба да се вработат и 5 стручни лица, кои што ќе работат со овие деца. Секој од нив би престојувало тука според неговиот степен на развој. Локацијата е многу добра, има пристапни патишта во централно градско подрачје. Сметам дека бенефит би имале пред се децата, а исто така и згрижувачките семејства. Тоа значи дека ние како општина големо внимание обрнуваме за развој на социјалните услуги. Согласно капацитетот на самите дечина, нели стручниот тим би го проценил тоа, би направил проценки, согласно проценката, согласно можностите на самото дете би било во определен период во дневниот центар, каде што согласно неговите потреби ќе совладува определени вештини. Тоа значи дека процесот на згрижување го подигнуваме на едно многу повисоко ниво. Отворањето на дневниот центар ќе биде и дополнителен мотив и стимул повеќе семејства од овој град да згрижат деца со посебни потреби.